Да, продолжуваме со студио 10, како што најавив на почеток. Прв гостин ќе биде госпоѓа Ана Чоловик-Лешовска од организацијата Екосвес, практично основач на оваа организација, позната во македонската јавност по голем број на еколошки проблеми кои што се залага да ги реши. Благодарам пред се што прифативте да бидете гостин во студио 10, каде што ќе разговараме за животната средина, меѓутоа пред се за македонските реки во каква еколошка состојба се наоѓаат. Добро утро на вас и на гледачите. Драго ми е што сум дел од утринската програма. Така, благодарам уште еднаш. Пред да започнеме со разговорот, би ја замолил режијата да пушти прилог кој што го практично направивме пред една година, се однесува на реката Вардар. Колку од тогаш до сега е направено за реката Вардар, за еколошкиот систем на оваа река, меѓутоа и за најболното прашање, тоа е филтер станицата во Скопје. Рамка од прозорец, по некое парче мебел и облека, автомобилски делови, комунален отпад и сите отпадни води во скопската канализациона мрежа. Ова е сликата на Вардар кој со децении тоне во ѓубре и се дави во фекалии. Таа го добива епитетот мртва река. Ој Вардар е македонски, ти ни ја красиш Македонија. Оваа македонска песна се уште со гордост се пее на разни манифестации и спортски надпревари. Но во пракса очигледно, Вардар наместо да ја краси, ја гнаси земјава. Препон е со смет, а низ речното корито течат фекали од речиси сите општини, каде што поминува овој некогашен македонски бисер. Најдраматична е состојбата во главниот град. Ова се само неколкуто отвори од канализационите мрежи чии отпадни води завршуваат во реката. Голема смрдеа се шири низ скопските населби. Да се има река долж целиот град е ретка привилегија, но целата да се затрупа и загади со фекали и смете за неверување, реагираат граѓаните. Навистина сме затрпани со ѓубре, па и реката треба да е украс на градов. Ама гледаме дека и депонија ни е место украс и така. Одамна треба да се исчисти, ама дали некој кога и како ќе го преземе, кој знае. Вкупната канализација, сега не знам од кој дел на Скопје, веројатно кисела вода, општината, аеродром, Ново Лисиче, се слива тука. Секој километар подолу каде што поминува низ долината, Вардар е се позагаден. Во горниот дел во Полошко во одредени точки според микробиолошката загаденост. Реката припаѓа во втора категорија, но во Скопје загаденоста е екстремна и водата е од пета категорија. Истата не може да се користи за никаква намена. Оваа вода, според класификацијата, не е за ниту една употреба. Сите овие отпадоци се од органско потекло. За среќа немаме тешки метали, немаме радиоактивни материи кои што се испуштени, но секако и оваа состојба не смее да остане ваква. И додека Вардар умира, властите со најави за негово прочистување. Долго најавуваниот објект филтер станица за реката. Од Министерството за животна средина вела дека ќе се започне да се гради од наредниот месец. Се работи за проект вреден 190 милиони евра, а дел од парите се неповратни средства од Европската унија. Согласно проектот, изградбата трае 3 години, тие инфраструктурни работи, градежни работи, а потоа има 2 години на период на пробно работење. Тоа значи дека во тие 2 години ќе има третман на отпадна вода, меѓутоа еве да кажеме дека да сме оптимисти, дека согласно договорот некаде после 5 години веќе би требало да и реката Вардар да биде дел од реките кои ќе бидат прочистувани. Вардар е единствената река во регионот Европа која минува низ главен град, но не прочистена. Најавите на Министерството веруваат дека проектот за чиста река ќе се реализира, па Вардар не само во песната, туку и во пракса конечно ќе ја краси Македонија. Среде Скопје Вардар. Да, тоа беше прилогот емитуван пред една година и последна година гледаме дека нема толку многу преземено сериозни акции за расчистување на Вардар. Можеби во централното градско подрачје во Скопје надлежни екипи превенираа да нема толку многу купишта смет, меѓутоа во Полошкиот регион, Велес и кон Гевгелија знаеме каква е состојбата. Пред се е затрупана со смет, меѓутоа и податоците на Центарот за јавно здравје говорат дека Вардар
во почетниот дел, односно во гостиварско е во втора категорија според микробиолошка загаденост, меѓутоа во долниот дел па и во средината каде што тече низ Скопје и низ Велес е во трета и за жал во четврта категорија. Се уште, да речеме, не се гледа крајот на изградбата на филтер станицата кај Трубарево, што е навистина жално македонскиот бисер, низ македонскиот бисер да течат фекали. Еве, господја Ана, ова беше увертира, нели, за каква е состојбата на македонските реки. Најголемата македонска река видовме во самиот прилог каква е состојбата. Сега можеби е малку подобра, како што кажав, во центарот на градот, меѓутоа во останатите делови на Македонија во стварно ужасна состојба. Ова е најголема македонска река, има премногу вода, нели, тука се вливаат и пчиња и пења и треска и слично, меѓутоа има такви реки кои што буквално се на удар на големи еколошки екоциди, меѓутоа поради тоа што има мало количество вода во тие реки, дали можеме да констатираме дека има и такви реки во Македонија кои што буквално не умираат пред нашите очи? Апсолутно да. Еве, ситуацијата со Вардар е значително се подобрува во втората половина, да кажам. Значи, во Демиркапискиот регион, таа е веќе во многу добра состојба, бидејќи се разредуваат сите оние материи кои биле испуштени во реката во погорниот тек. Така што има изгледи, еве еден коментар вака чисто за Вардар, дека навистина кога ќе се постави пречистителната станица, верувам дека огромен проблем може би најголемиот проблем ќе се реши, сега останува оној смет и оној отпад кој плови во реката, најчесто пластика кој потекнува од нелегалните депони, односно сметишта кои никнуваат насекаде, а никнуваат затоа што не е решен системот за управување со отпад. Тие работи се уште ќе треба во општинска надлежност, нели во соодветната општина да се решат и ќе мора да се решат. Тука јас немам дилема дека нема да го направиме тоа, апсолутно ќе го направиме. Она што сакам да го искоментирам за реките, има реки кои умираат пред наши очи од две причини. Една причина е загадувањето. Реките кои се на удар од индустријата, поточно рударската индустрија, каде што имавме неколку ситуации вака кои беа доста познати во јавноста, каде што од одредени рудници се излеваат, неконтролирано се излеваат да кажам, течни материи кои се токсични во реката и создаваат еден момент на, да речам, историско загадување, бидејќи тоа се случувало во последните 30 години, па и повеќе. И пример ќе кажам, Крива река, за жал, е една од позагадените реки, затоа што и во седиментот се пронајдени, и тоа веќе е состојба повеќе од 20-30 години, се пронајдени тешки метали и по правило таа река веќе не треба да биде извор на наводнување и во близина на таа река не треба да се користат бунарите за техничка вода и секако и за вода за пиење. Така што има реки кои се на удар на индустријата заради несоодветните стандарди, казни, ќе поразговараме малку на таа тема повеќе, но има и реки кои заради физичка бариера не успеваат да преживеат, а тоа е најчестиот случај со малите хидроцентрали кои се градат во високите планински делови на нашата држава, на реки кои се доста издашни, но после тој зафат на хидроцентралата имаме суводолици, односно немаме реки во должина од неколку километри и тоа всушност е умрена река, бидејќи таму нема никаков речен екосистем. Да. Дали има надеж за главниот град конечно Вардар да добие филтер станица? Ова можеби треба да биде прашање директно упатено до институциите, меѓутоа прилогот кој што беше направен 17 февруари 2025 година од Животна средина истакна дека за 2 до 3 години ќе се изгради филтер станицата, претходно како што кажа, колекторскиот систем е направен, меѓутоа сега сме март 2026 година, таму само има градежна механизација во Трубарево, меѓутоа нема нешто на повидок дека набрзо ќе се. Дали да речеме ајде 50% од работите се направени за да
се надеваме дека останатата половина ќе се реализира за да добиеме филтер станици. Да, предусловите се тука, средствата се тука, договорите се тука, се менуваат властите, па ние гледаме во Скопје барем дека секогаш кога ќе се промени локалната власт имаме застој, не би требало да е така. За пречистителната станица за Скопје веќе повеќе од 20 години се зборува. Значи така што сакам да кажам сите се свесни дека тоа треба да се случи, но потребно беше да се заврши канализацијскиот систем, што беше исто така голем проблем. Скопје е голема. Тој е завршен, населба, колекторскиот практични по тоа е долж реката информациите Вардар, кои така? цел канализацијски систем на цело Скопје, затоа така. што немавме канализација во сите приградски населби. Тоа беше многу важно да се заврши за водата да може на едно место да се собере, да се пречисти и сега дури изградбата на пречистителната станица нема да е решение доколку таа не се одржува. И тоа е многу важно прашање. И мене ме радува што веќе пречистителни станици почна да никнуваат насекаде низ Каде има низ Македонија такви? Знам дека Тетово или Гостивар, една од тие два града има, знам дека во Струшкиот регион се граде Лепеници има исто филтер станица, така? Прилеп и така натаму. Да, значи тие се пречистителни станици кои неопходно да ги преработат водите кои од канализацијата за да не бидат испуштени во реката, треба да ги преработат и затоа треба да се одржуваат, односно тој систем на филтрација да биде редовно одржуван. Често пати се случува на локално ниво, нели општините да не може да си дозволат заради тоа што не е наплатена комуналната такса или таксата за третман на отпадни води. Тоа е нешто на што треба јавноста веќе да се навикнува дека сакаме чисти реки и чиста вода, ќе мора да платиме за тоа. Бидејќи тие сами од себе не се финансираат. Да. Колку бетон и другите препреки кои што ги имаме во македонските реки практично го гушат природниот тек на водата. Каква е вашата проценка? Да, имаме многу фрагментација на речните екосистеми, еве чисто како сливот на реката Пчиња заедно со Крива Кумановска река има над 40 вакви бетонски бариери. И не само бетонски, како резултат на бетонските бариери се создаваат и природни бариери од паднати дрва, пластика, отпад кој се собирал, зашто не можел да помине долж реката. Многу од нашите реки имаат каскади затоа што се планински реки во суштина. За заштита од нели? Така, тоа бил механизмот во 60-тите, 70-тите кои го пропагирале дека треба да се направат каскади, толку била технологијата, тоа било знаењето, сосеме тоа во ред. Тие каскади или треба да се одржуваат, да се опремат со рибни патеки за да не го блокираат патот на акватичните видови и на рибната фауна. Апсолутно, тоа е многу важно. Но доколку се покаже дека се непотребни или има едни мерки кои може да се применат во еден дел од реката, можеби другиот дел од реката треба да се комплетно ослободи. Така што ние имавме, можам да кажам, пример дека имавме конкретно ослободување на Пчиња и на Крива река минатата година со отстранување на бетон од реката и се приметува колку всушност тие бетони го блокираат седиментот кој реката природно го носи. Голем дел од реките во Македонија имаат многу седимент, ама седиментот е хранливата состојка која треба да се излее во полето. Природата така, нели, го осмисли дека тоа е органската материја. Се излева во полето за да ја храни нивата. Ние ги блокираме реките, автоматски ја лишуваме плодната почва од овој органски материјал, односно од храната која треба да ја добие од реката и потоа мораме и во земјоделието да употребуваме, нели ги убрива и така натаму. Се измислило природата, меѓутоа некако. Да, сега човекот се поставува во таква позиција кај што вели јас треба тука да живеам и треба мене да не ме поплавува реката. Во ред. Но она што сега е позитивно е што многу примери кажуваат дека има природни решенија кои ќе придонесат да се успори реката, да се промени да се прошири или модифицира малку нејзиниот тек на природен начин, за да се успори, за да таа може да се поплави во безбедно, например во шума или на место каде што е тоа безбедно, да не наруши човечки насој, бидејќи секако, мислам, луѓето не би требало да се справуваат со поплави, имајќи предвид дека и заради климатските промени многу подложни ќе станеме на таквите ситуации. Така што реките во Македонија се под ризик од вакви структури. Она што треба да се направи малку
може да поразговараме и за тоа дека за жал во Македонија причината зашто ова се случува, причината зашто имаме доста штета нанесуваме на реките преку ископот на чакали, песок и други активности е недостатокот од планови за управување со речните сливови. Тоа е законска обврска на Министерството за животна средина, за жал без да има план за управување, односно анализа каков е статусот на реката и што во секој сегмент од реката може и не може да се прави, Министерството не би требало да издава дозволи ни за чакал и песок, ни за хидроелектрани, за ништо. Но тоа во реалност, еве гледаме, се случува. Реките се под ризик. Вчера имавме состанок со председател на Советот на општина Струга. Тоа што се случи во Струга е резултат на незаконски активности, ископ на извор, незаштитување на речниот извор, значи така на извор тоа е за вода за пиење, тоа треба да е апсолутен приоритет, да се заштити сите мерки да се направат за тоа да биде како што треба и пак еве имаме ситуација да се изгуби водата за пиење. За жал, ова ги чека и другите градови доколку не направат и другите населени места доколку не направат сериозни мерки за заштита на нивните извори. А за жал тоа можеби е голем сериозен предизвик за главниот град, ако знаеме дека и Рашчани е толку заштитено од згурата од поранешната фабрика Југохром. Точно Какви така. се вашите информации во врска со тоа? Апсолутно, значи имаше изминатата година се заврши една студија конкретно за решавање на токсичниот отпад од Југохром. Можеби јавноста е запознаена, можеби не, но подземните води комуницираат помеѓу себе и она што се слива од згурата во Југохром, тоа е најчесто шестовалентниот хром кој е апсолутно токсичен за се живо, нели? Има ризик од тоа да допре и да искомуницира, да кажем на некој начин, со подземната вода од каде што извира изворот Рашче и во таков случај, доколку ја има таа конекција поврзаност и ако комуницираат овие две, да кажем, водни тела под земјата, Скопје ќе остане не само без вода за пиење, туку и било каква техничка вода, значи нема да може да се ни тушираат луѓето. Ете, буквално. Така. И навистина не знам што би било решението после, нели, откако би се случило, она што мора сега итно да се направи, а тоа е да се превенира таа штета, а тоа подразбира активности за елиминација, да кажам, на отпадот кој се наоѓа на Сега има таму Југохром. некоја филтер станица која што е доста старомодна пред 50 Дискутабилно дали работи, години, да, така, да. да. Студијата што предвидува? Студијата И дали дава ќе биде поддржано од европски фондови од македонската влада? Како тоа е ќе процедурата? видиме допрва. За жал таа не е јавно достапна и тоа што првиот чекор би требало да биде јавно достапна и да биде обзнаена Кој ја дека изработува студијата? Најверојатно се тука институциите вклучени заедно со еколошките организации. Бидејќи историското загадување е во надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање, ние очекуваме тоа министерство да ја објави студијата и да каже конкретно што ќе се преземе. Има неколку алтернативи за отпадот во Југохром, од која една е можеби најевтина и најфизички возможна, тоа е изградба на саркофаг во кој ќе се стави и запечати отпадот, односно згурата, бидејќи било каква нејзино транспортирање отвора други прашања. Не навлегувам се во деталите, тоа кога ќе дојде, кога ќе излезе студијата може да се коментира, но факт е дека тоа мора да се случи што е можно поскоро. Немаме луксус да чекаме како со пречистителната станица на Скопје 20-30 години, за ова нема веќе така. Нема време. Нема време. Со оглед на тоа дека и делови од овој регион се трусни подрачи, тоа може да предизвика така излевање. Да, тоа секако останува секогаш како опција, дека ние не можеме да знаеме каква ќе биде комуникацијата на подземните води. Рашче, за разлика од сите други градови, односно сите други извори за вода за пиење, е заштитено, има нели зоните на заштита и така натаму, и навистина зоната прва е непристапна и за така. Меѓутоа подземните води понираат така на цела територија и вака. Во однос на успешниот проект кој што го реализиравте, нели, за реките, за отстранување на тие
бетонски бариери. За какви бетонски бариери стануваше збор, кога се изградени, како пластично да ни кажете како тоа се реализира, треба дозвола од државата и слични патишта. Многу ми е интересно, бидејќи пред 2 години во истото студио зборувавме за ослободување на реките и тогаш беше најава на проектот. Многу бевме амбициозни, зашто мислевме дека за 1 година ќе успееме се, ни требаше 2. Во суштина, откако ги мапиравме сите бетонски бариери, направивме еден пристап за тоа кои би требало, кои доколку се отстранат, ќе имаат најголем ефект на речниот екосистем. Каде најмногу ќе добиеме должни километри слободен речен тек, затоа што тоа е најголемата вредност на една река. Слободниот тек во километри, ние успеавме да ослободиме 72 километри. Тоа е многу убава бројка, имајќи предвид дека некои си 150 километри пчиња тече во Македонија, а 72 километри заедно со Крива река, значи таа конекција сме сигурни сега дека е без препреки. Тоа дава можност рибната фауна слободно да се движи и еколошки да се намали притисокот од поплави, заради тоа што тие бариери го блокираат седиментот, а кога го блокираат седиментот прават дополнителен притисок и го намалуваат капацитетот на коритото и тоа може да се изледа направи поголем проблем. И во еден од случаите имавме загадување веќе на водата поради еутрофните процеси, затоа што имаше како мочуришна веќе како недоволно кислород на самата вода и веќе се загада. Тука луѓето од околните населби користат бунари за вода за пиење кои се поврзани со реката секако и загадувањето на водата тука ќе значеше загадување и на нивната вода. Една од бариерите беше, да кажам, многу лесна за отстранување, беше скршена каскада, бетон пропаднат во реката, немаше никаква функција. Непосредно пред таа каскада имаше друга каскада која се вршеше функцијата и ова беше како, да кажам, демонстрација, да видиме дали може нешто вакво да се изведе. Со машинерија, со багер, нели се скрши оние парчиња кои останале во реката и се извлекоа. И целата, да кажем, активност траеше некои си 5 часа. Мислам, тоа е супер, веднаш го гледате резултатот, реката се смирува, тече убаво. Сега втората бариера беше многу голем залак. Таа беше долга 50 метри и широка 30 метри. Значи, и беше бетонска платформа изградена врз реката, значи без столбови или нешто така, бидејќи била наменета за транспорт на тенкови. Точната година кога е изградена не ја знаеме. Водовод Кумановско-Липковски регион ни кажа дека тоа е некаде за време или после Втора светска војна, значи немаше точни податоци, но Тоа сигурно не се запазувале еколошките стандарди. Не, далеку од тоа имало други приоритети, нели? Војската сметала дека тука треба да се направи некој коридор за да се повлечат тенкови, но сепак живееме во едно современо време каде што навистина треба да гледаме грешките кои се направени во минатото, да не ги повторуваме и ако може да ги намалиме,ублажиме нивните ефекти. И ова беше многу интересен пример затоа што веднаш над тој бетонска структура има огромен лебдечки отпад, не знам како да кажам, во реката плови една огромна 200 метарска платформа од отпад. Бидејќи не може гранките од шумата кои си паѓале природно, сите останале. Практично зациментиран отпад на некој начин сврзан. И сега тука реката е толку тесна да се ризикува дека таа при поголемо надоаѓање ќе поплави. Сега тој процес траеше многу долго време, 2 месеци вкупно се работеше на терен, требаше специјален или чекан и багер. И се извлече комплетно. Имаше дури и метална арматура и стари шини, железнички шини вградувани во бетоните, затоа беше многу тешко. Дури составот на самиот бетон рекоа дека е многу интересен и чуден. Не можеше да се скрши и се вадеа како парчиња кои беа многу големи.
Така што откако ја тргнавме таа бариера, увидовме дека навистина го блокирала текот на реката се многу е смирена. И верувам дека ќе има и местото на некој начин прераснува во едно излетничко убаво пријатно место, затоа што тука е блиску до две населби, излетнички населби во близината на Куманово. Во однос на дозволите, многу интересно, нашиот закон не пропишува вакво нешто како рехабилитација на реките. Не пропишува дека може нешто ако било изградено да се отстрани. Сега мене многу ќе ме интересира како ќе ги отстраниме галиите во Вардар. Бидејќи за тоа нема пропишани правила на игра. Ние соработувавме со општина Куманово и со Државниот инспекторат за животна средина и ги приложивме сите наши анализи од аспект дека бариерите не се правни, не се легални објекти, нема собственик, не се впишани во катастар, немаат функција, прават штета, направивме целосни истражувања за штетата врз водата, седиментите, рибната фауна, вегетацијата, акватичната фауна и ги поднесовме во Државниот инспекторат и како резултат на нивниот инспекцијски надзор се утврди дека тие треба да бидат отстранети. Беа задолжени општините Крива Паланка и Куманово, ние во соработка со нив ова го изведовме со морам да спомнам дека за ваквата работа финансиите се обезбедени од Open Rivers програм, тоа е европска програма која поддржува отстранување на бариери од реките. Значи тоа им е мисијата и во Европа е многу проширено ова движење. Мене ме радува што сме дел од тоа движење, затоа што навистина Македонија има прекрасни реки што заслужуваат да бидат слободни. Да. Еве да преминеме на другите препреки кои што со дозвола се дадени, а тоа се малите хидроцентрали кои што ги има пред се на планинските предели. Дали според вас овие мали хидроцентрали се еколошки или пак еколошки катастрофи? Можеби затоа што ќе дадам еден пример низ Шарпланинскиот масив. Сите имаме, да речеме, привид дека хидроцентралите само на едно место околу 100 метри водата не е во реката, потоа се пушта слободно, меѓутоа најверојатно и вие сте запознаени како еколошка организација. На Шарпланинскиот масив имаме буквално една до друга хидроцентрала, каде што водата се пушта во цевки, на таа цевка има направено земјен пат, а потоа таа вода не се испушта после километар-две слободно да тече низ незиното речно корито, туку продолжува во друга хидроцентрала. И така низ Шарпланинскиот масив добивате околу 7-8 па и до 10 километри река која што е буквално цело време во цевка. И тука немаме реки. И сега најверојатно ова пракса која што ја прават собствениците на хидроцентралите не им е дадена со дозвола со закон, меѓутоа знаете како се функционира во државата, меѓутоа и да е со закон. Дали според вас хидроцентралите треба да постојат во Македонија? Малите хидроцентрали зборам. Малите хидроцентрали што се градат на природни планински реки во најдлабоките делови од планините, според сите наши истражувања сме правеле многу такви во соработка и со биолози и со хидролози. Само штета прават, не резултираат со некаков бенефит, јавен бенефит за производството на струја и дури вкупниот број над хидроцентралите кога ги земеме 90 и нешто се изградени во државата. Повторно тој процент на придонес во енергетскиот систем е многу мал. Но личниот интерес е доста голем. Личниот профитот е загарантиран заради фидин тарифите кои се овозможуваат и тој како систем на субвенционирање мора да се напушти. Кога тој систем ќе се напушти, ќе испливаат на површина само оние кои вредат да бидат поддржани, а тоа се проекти каде што издашноста на водата ќе биде доволна, каде што ќе може да се обезбеди хидролошки проток, каде што ќе биде безбедно да се изгради, не така во планина. Значи, ако ова што ми го опишавте беше Бистрица, предпоставувам за пења. Пена има 2, Бистрица има 3. И таму иста ситуацијата, така да. Бистрица до најцентралниот дел на Шарпланина, тој пат, пристапен пат за третиот зафат, има направено таков ефект на ерозија и уништување на шумата,
затоа што сите сме свесни дека имаме нелегална сеча, но тој пат овозможува продор и на дрвократство и на ловократство и така натаму. Значи тоа е, како да кажам, дополнителниот ефект на хидро, нели не е примарниот. Но примарниот е недостатокот од вода, бидејќи од таа река зависи целиот екосистем таму. И кога ќе го исечете тоа парче од реката, може да видите што се случува со околниот екосистем во време трајање од 20-30 години. Нема да биде веднаш. Нели? Ефектите ќе ги видиме многу подоцна. Чисто за пример, Аџина река во Маврово е зафатена за Мавровскиот хидросистем. Шумата во околината на Аџина река беше строга заштита заради низиниот неверојатен, да кажам, природна вредност, строга заштита, највисока вредност. Со новите пресметки се вели дека треба да е активна зона на управување, че се деградира зона затоа што шумата се суши од недостаток на вода кој го гледаме после 50 години, не го гледаме веднаш. И се тука е прашањето дали брз профит или долгорочни штети по животна средина. Ставот на екосвест е дека ваквите хидроцентрали не можат да се градат надвор од очите на јавноста. Најчесто, да, тие ги имаат дозволите преку елаборатите, но факт е дека елаборатите за животна средина не овозможуваат учество на јавноста, нема јавни расправи, нема можност да се пожалите дека нешто во елаборатот не е точно. Најчесто внатре информациите се застарени или не се точни и тие елаборати траат вечно. Немаат рок на важење, што е многу проблематично кога ќе стане збор за мерките за заштита. Бидејќи кога ќе изградите хидроцентрала, мора да применувате некакви мерки за заштита, инспекторот треба да проверува. Многу е комплексно прашањето, но сметам дека одредени политики на државно ниво се направени, кога се донеле, биле искористени за ваков вид на инфраструктурен развој, кој сега после толку многу години се покажува како неодржлив. И апропо тоа, над 90 локации нас не се уништени. И не само природата, туку и локалното население, особено во случаи кога зафатот на хидроцентралата е над зафатот за водоснабдување и тогаш имате недостаток од вода за пиење за локалното население. Што е поважно, вода за пиење или струја, тоа го дефинира Законот за води во водната хиерархија, затоа што водата за пиење е апсолутен приоритет. Да. Дали можеби како и во сите сектори ваква е состојбата во однос на водните ресурси, затоа што казните се можеби премали отколку штетата што се прави? Кога станува збор за загадување, да, казните се мали, имаше неколку напори да се зголемат казните, дури воведување на екоцид како нели да кажам правна квалификација за делото, правна квалификација на штетата што може да се причини мислам дека во Хрватска го дадо пример дека има флувицид, нели убиство на река. Тука треба да се, мислам дека свесноста и кај институциите не е се уште на тоа ниво да прифатат дека индустријата, прва е природата, потоа е индустријата. Индустријата дошла, го користи ресурсот и треба да го остави, ја остави природата нели, значи сите можни мерки за заштита треба да ги примени и тоа треба институциите да го извојуваат на некој начин, бидејќи ако се простува, ова е многу скапо, можеби ќе ви оставиме 10 години да го изградите овој систем, значи тоа не е решение на долг рок, бидејќи штетата се гледа дека се провлекува со децении. Сепак мислам дека и не е толку до казните, колку што е до системот кој не овозможува визија и правец, значи каде се движиме, што правиме, доколку имаме планови за управување со нашите речни сливови. Ние точно ќе знаеме што треба и што не треба да се случува во тие речни текови. И тогаш индустријата исто така ќе знае што треба да прави и каква состојба треба да биде реката. Значи малку пак оставам на тоа дека да, индустријата ќе прави како ќе прави, нели ако системот не ги става во некој колосек. И не знам, морам да го искоментирам и фактот што
еве Охридското езеро и Преспа, Дојранско да не го спомнуваме, тоа е цела емисија може за тоа да се направи. тоа беше следно прашање. Реките се супер. поврзани со езерата. Супер. Каква е состојбата со езерата, ако знаеме дека За жал, состојбата и со езерата не е сјајна од аспект, значи за Преспа сите слушаме дека и заради намалениот имаше некои водостој- позитивни надежи дека поради состојбата со врнежите нели покачено нивото, меѓутоа тоа е многу минимално. Да, факт е дека Охридско и Преспанско комуницираат меѓу себе под Галичица. Охридско се користи како хидроакумулација, за жал, се уште е тоа прашање, затоа што Црн Дрим кога се испушта, водата во езерото се намалува. А со тоа и во Преспа? Да, или а со тој така? во Преспа. Да. Тие се поврзани помеѓу себе. Сега, она што е многу важно да се каже дека Охридско ќе биде прогласено за споменик на природата. И со тоа веќе нема да може да се користи како хидросистем. Навистина мора да се внимава на еколошкиот проток, еколошкиот статус, а не оној биолошки минимум што го даде, не може да падне под оваа кота. Значи, идејата е дека еве конкретен проблем еве со Црн Дрим како река чиј капацитет е сега многу намален заради седиментите кои се собираат тамо, дупло е намален капацитетот, значи за 50% помалку вода поминува во Црн Дрим заради седиментите. Охридско езеро исто така е многу богато со седименти, Црн Дрим се полни и има ризик од поплави. Решенијата треба да се гледаат во природните решенија, во решенија кои не подразбираат бетонирање на реки, не подразбираат каскади и така натаму. Значи, тука во тој дел ке мора навистина да се направат напори, а за тоа првиот чекор ни се овие планови за управување со реките, без кои не можеме да ги донесеме правите одлуки. Се што ќе донесеме помеѓу тоа ќе биде привремено решение што не дава долг рок. Да. Рековте Охридско езеро споменик на природата. До каде се постапките во однос на овој проект, да речеме? Па има неколку години како се направи студија за валоризација, се подготви предлог закон за Охридското езеро, мислам дека дури стигна до собрание, потоа беше вратен назад, сега повторно има иницијатива да се прогласи. Мислам дека клучната работа таму е управувањето со езерото, бидејќи тоа не е само некаков ресурс на општина Охрид, тоа е не само национално, глобално природно наследство и навистина треба да се внимава кој ќе биде тој ентитет кој ќе управува со Охридското езеро, а управувањето не значи само туризмот, нели, туку навистина значи заштита на екосистемот. Да, тоа ќе значи практично и клуч за хидроцентралите на Црн Дрим? Не би требало, Дрим природно тече, не би требало, меѓутоа но пак зависи од нели Охридското езеро. Зависи од Охридското езеро, зависи од капацитетот на Црн Дрим, зависи не може и од толку вода да црпат практично, да. Зависи и од тете капацитетите и на хидроцентралите, но она што е многу важно да се каже, едно прашање кое малку го имаме и заборавено со тек на време, а тоа е обезбедување на патот на Јагулата, која веќе долго време не се зборува на таа тема, за жал, но мислам дека е многу важно, бидејќи тоа не е само наша обврска како држава. Јагулата е миграторен вид и сите земји по нејзиниот пат треба да превземат мерки. За жал, и да го решиме проблемот во Македонија, Јагулата ќе го пресретне проблемот во Албанија и многу е важно тука на меѓународно ниво да се направи напор. Да. Кога зборуваме за езерата, дали има спас за Преспанско езеро, пошто очигледно според она што го гледаме чекори постапки на било која влада до сега, некако како да не обрнуваат сериозно кон ова прашање болно. Дали се прави нешто во тој поглед? Најверојатно во круговите ваши еколошки се има некои проекти, некои замисли, меѓутоа во јавноста и многу не се зборува, освен тоа дека езерото умира. Добро, во случајот со Преспа, јас колку што знам, веќе изминатите децении имаме странски донатори кои изливаат средства во делот на заштита на Преспанското езеро, главниот причинител пестицидите и ѓубривата и така натаму заради производството на јаболки. Мора да се најде баланс. Ние дебатираме доста често во нашите кругови за климатски отпор на земјоделие. Дали треба земјоделството без никакви правила на игра да црпи вода од езерото или треба да се трансформира во климатски отпорно, односно најмалку можно користење на вода и
нели бидејќи тоа е главниот Тоа највеќе проблем. црпи водата, земјоделието. Земјоделието и автоматски фактот што доколку во езерото се испуштаат органски материи, се нарушува балансот природен, па така ниско ниво на вода плюс органски материи, значи загадена вода. Нели тука и за Вардар така почнавме. Да. Сите овие интервенции што се прават, еве и на Пелистер има хидроелектрани кои исто така влијаат, променете текот на Брајчинска река, Преспанската пастрмка е под ризик затоа што ја губиме популацијата заради вливот на Брајчинска река во Преспанско езеро, бидејќи таа мора да мигрира во горните делови на реките за да се мрести. Заради реконструкција тука на вливот на Брајчинска во Преспанско, пастрмката веќе не може да си го најде патот, таа сака да има посилен тек на водата, да биде нели извиено коритото. Значи си има еколошки правила на игра кои за жал во инфраструктурните проекти не се земаат во предвид. Хидроелектраните исто горе на Пелистер се проблематични затоа што пастрмката како популација е значително опадната. И тоа ова е само показател дека еден вид ако може со еден-два проекти да се комплетно да се наруши, тогаш може да замислиме што може цела една огромна плантажа на јаболки или други земјоделски производи да направи на едно езеро. Но ова е пак ќе кажам, ништо не е преку ноќ, ова се долгорочни проблеми кои се провлекувале, за кои се направени напори да се смени нели праксата и уште напор треба да се вложи очигледно. Да. Ова се секако болни теми на кои што треба да се посвети големо внимание. Според вас, колку институциите посветуваат, колку им е на агендата на врвот животната средина или пак можеби само реагираат кога ќе избие некој скандал како случајот со Струга, последно што беше? Да, па мислам дека сите ќе се согласат кога кажам дека недоволно. Не е доволно. Ние често пати имаме обичај да кажеме дека животна средина не е приоритет заради хировите на еколозите или локалните заедници, таа навистина е приоритет ако сакаме да преживееме овдека во оваа држава. Основата. Чистата вода за пиење и храна се приоритети и без чиста животна средина ние тоа не може да. Значи и здравието си го нарушуваме. И тука кога ќе се свати таа врска помеѓу здравата животна средина и нашето здравје како луѓе, мислам дека ќе се направи тој помак, но за жал мислам дека се уште сваќањата на голем дел од функционерите, ако можам така да кажам, политичарите, е дека со индустриализација или со поддршка на корпоративниот сектор кој има нели производни цели и така натаму, дека така ќе се движи државата напред. Ние не велиме дека тоа не треба да се случи, но тоа мора да е во баланс, односно во склад и не на сметка на нашите ресурси. Така што еве примерот со тоа да се копа песок и чакал од извор каде што луѓето пијат вода, за мене е апсурдно, без разлика дали се случило со дозвола или без дозвола. Но тоа е улогата на институциите да го заштитат тој јавен интерес. И јавниот интерес е чиста вода и чиста животна средина. Да. Како последно прашање, ве ни стекува времето, според вас каков е постоечкиот закон за природа? Дали е доволно добар, само треба да се практицира или пак можеби тука треба да има промени некои во подзаконски акти, ако не е целиот закон? Законот за природа треба да претрпи промени, да се донесе нов заради тоа што технички е многу тешко да се следи, има над 15 изменни случаи направени во изминатите години. 2018 имаше напор да се донесе нов, не се донесе. Сега повторно Екосвест има иницијатива за нов закон за природа, но тој не е единствениот закон кој треба да се донесе. Законот за води, кој за сите теми кои разговаравме сега треба да се рефлектираат тука во тој закон за води. За жал од 2021 нема помакнување и мислам дека тоа нас не кочи. Пак ќе кажам, планирањето, стратегиите кои ќе ги направиме во однос на заштита на овие ресурси се тие кои ќе ни го покажат патот како треба и што може, што не може, а без такви стратегии оставени сме во сива зона да можеме да направиме што сакаме. Тоа е клучниот проблем. Да. Кои се вака накратко најсуптилните промени кои што треба да ги имаме во законот за природа? Неколку чекори.
Добро, во Законот за природа управувањето со заштитените подрачја, финансирањето на заштитените подрачја, значи како тоа ќе се случува, професионалноста нивна, главно професионалноста и уште еден момент кој за нас е многу важен и за целата држава, означување на дозволени и забранети активности во заштитените подрачја. Сега во законот тоа многу не е јасно, значи воопшто не е јасно, може да се интерпретира на различен начин, но многу е важно да се одредат зони каде што нема да биде дозволено изградба на инфраструктура, минерални суровини и така натаму. Едноставно парчиња од територијата на државата каде што ќе прифатиме дека тие се за природата, за опстанок на природата, а не за индустрија или за економски развој во онаа типична традиционална смисла на зборот. Да, за на крај кога се очекува да се барем влиза во собранинска процедура тој закон, какви се вашите информации? Ние пред кратко време добивме допис од Министерството за животна среда дека е во изработка. Толку имаме како информација, денес ќе имаме состанок со министерот, ќе видиме директна информација од нивна страна, бидејќи сметаме дека треба да е навистина експертски напор. Ова не е прашање само на правничко уредување, ова е навистина експертски напор за да се вложи во изработката на законот и да се интегрираат сите оние нови принципи за реставрација на природата, бидејќи дојдовме до стадиум кај што треба природата да си ја вратиме во првобитна состојба од како веќе сме ја уништиле, а тоа го пропишува Европскиот закон за реставрација на природата. Да. За поздрав е што гласно зборувате за проблемите, меѓутоа и соработувате со институциите, така Абсолютно. без тоа не можеме да имаме така. Така, Ана, благодарам за разговорот. Се надевам и понатака ќе бидеш гостинка тука во Студио 10, каде што ќе разговараме и за други успешни проекти во поглед на здрава животна средина. Ви благодарам на поканата, драго ми беше. Така. Ние продолжуваме со Студио 10, сега следува кратка пауза, потоа продолжуваме со останатите теми.